Се упатуваме на крај храмот Свети Јован Крстител. На 7 јули секогаш се слави летен Иванден и со нас е ктиторот Ванчо Симовски, кој долги години еве се труди да го направи тој храм и лека полека, како што можевме да видиме на снимките од дронот кои може да ги видите додека зборуваме, надворешниот дел е уреден, така ли? Да, уште малку. Тука гледаме дека и патот е малку проширен. Не малку, многу повеќе се гледа. Значи може со возило да се... Со возило може скроз да се иде до манастирот. Да ни кажеш нешто за оваа местност, како се вика? Ова место се вика Блатарот е на село Чипала, инаку? село Чипала, да. А манастирчето е по повод траѓањето на Свети Јован Крстител. Да. Два пати во годината доаѓате овде, имате како слава? Не, само еднаш? Значи, летно, 7 јули е празникот рамото на црквата. Добро, може да ни раскажете? Овдека уште малку фали за гостите да ги доправиме масите. Имам спонзорство од Мите Ангеловски и Столе. Обел градба, цело град? Обел градба, да. Ова да направиме малку степенички и тука да го уредиме овој дел за луѓето, за трапезата. Може да се види. Така, да, дека се работи. Важно што се гледа дека луѓето, како на свадба, само да дојдат, да си седнат и да укусат од манастирската манџа. Ова година рековме на 7 јули, само ова тешко да може да се направи, меѓутоа еве имаш ли подршка од некој? Треба ли уште помош? Еве да апелираме. Помош секогаш е добро дојдена. Добро. Кој може, нека помогне, нека дарува. Сега се упатуваме кон црквата, кон манастирчето. Кој, како што рековме, секоја помош е добро дојдена во било кој. Како што планиравме, така и се трудиме. Уште малку на дворешниот дел. Така? Ги ставивме прозорите на дворешниот дел и горе уште северната страна ми треба. Столбовите ги направиме, инаку водичката е овде. Така? Кажавме нешто и претходно, мајме да повториме за оваа вода. Значи, оваа вода е права света вода. Значи, овој камен го најдевме още рано христијанството, во него најверојатно си има сигурно миросана, значи нешто околу нашето христијанство. Тука негде на оваа локација? На истата локација најде каменот. Добро, може да погледнеме внатре? Може. За таму како е планирано? За внатре стоварата веќе доправена. Ки ми остане още натрешниот дел на манастирот, натрешниот дел и фреските. Колку тоа се обичинало ако има да речеме некои заинтересирани луѓе да помогнат? Не сум баш компетентен за тоа, али значи иконостасот не е голем, не е голем. Ако се измалтерише и се што треба да се направи, фреските не би требало да бидат многу. Така постепено едно по едно ќе ја уредувате. Рековме надворешниот дел скоро е готов. Ви треба значи подршка во средства кои може да помогне за овде да се уреди. Токму така. И сакаме надворешниот дел да го средиме, пошто околу, мислите просто? Околу манастирчето, многу убава гледка. Значи, овој дел, тука на манастирот, сакаме целото да се направи како вид на крст и на круг. Значи, да се гледа. Еве, делчево се гледа од тука, да? Целиот град. И значи, самата местоположба е многу убава. А и најинтересно што на самиот ден, на самото место, самиот ден си го кажуват, самиот ден, еве го јановото дрво. Значи празникот. Меѓународно познат е како Јановден, инаку летен Токму Свети... така. Летен Иванден или раѓа на Свети Јован Крстител. Добро, јас ви посакувам еве да го полека уредите ова место
Како доаѓа времето, одеднаш не може се, меѓутоа еве да се надеваме дека ќе слушнат хумани граѓани, па нека ве побараат, ќе им оставиме контакт и кој може нека ве подржи парично или со било друга каква подршка во материјал и да се надеваме во скоро време така целосно со иконостас и уреден да го посетиме. Благодарам и на вас и на сите хумани граѓани, нека победат и во понеделник. На 7 јули. На 7 јули празникот, пошто е многу топло, некаде ручекот ќе е после 3. И пошто е работен ден, после 3 секој нека побели на ручек. Благодарам многу. Благодарам.